Грчките камионџи од утрово се на символичен протест на преминот зони поради затворените граници. Представници на транспортерите од Македонија и Грција се загрижени поради доцнењето на испораките, но и од одговлекувањата што ги предизвика одлуката за задолжително тестирање на секој транспортер што ќе влезе во Грција. Тоа беше причина за денешната средба на представници од Стопанската интересна заедница од Македонија и Федерацијата на грчки камионџии. Лев Терандонов од СИС Америт вели дека и тие би се придружиле на протестот доколку не се изнајде решение. Имавме пратено до Европска комисија писма, до Министерството за надврешни работи и заеднички настапуваме. Од денес од една страна ќе има одржан символичен протест од страната на Евзони. За нас како сапорт нивни ќе дадеме во крајна мерка само кога ќе ги исцрпиме сите можности за одговор на нашите барања, тогаш би се приклучили ние на некој посилен протест, односно да не биде само символичен протест. Од Федерацијата на грчки камионџии велат дека овој премин е од исклучително значење и мора да функционира. Бараат владата да ги тргне рестрикциите и да се овозможи нормален проток. Γιατί αυτό που έκανε η ελληνική κυβέρνηση и како доказ дека оваа мерка не е ефективна, не е насочена кон таа ефикасност што ја бара грчката влада, е тоа што повеќето камиони одлучуваат да влезат во Грција од другиот граничен премин, Промахонас Кулато кај Бугарија и други споредни гранични премини, што значи дека истите возила повторно влегуваат во Грција, само што сето тоа е на трошок и на време на транспортерите. Одлуката на грчката влада од понеделникот да се ограничи влезот на транспортни возила само од 7 до 19 часот предизвика километарски колони на македонската страна од границата, но и стотици возачи кои по 10 часа не можат да ја минат македонско-грчката граница.